Во делот на затворите таму не се знае никој јаде, никој пие, никој плаче. Катастрофална е состојбата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за Глас на Америка вели дека се текнале хаотична состојба во затворите. Загрижувачки е податокот дека повеќе од 200 затвореници избегале од македонските затвори во 2023 и 2024 година. Причина за ваквата состојба тоа гледа во немањето на систем во државата, кој најдрастично бил изразен токму во казнено-поправните установи, но уверува дека работите ќе се подобрат и ќе се промени оваа ситуација. Бројката од преку 200 избегани лица за година и пол е огромна. Тоа е јасен сигнал дека не ја бива работа, дека не чини. Се надевам, ќе треба време и овде, но разговаравме и со директорот на управата за извршување на санкции. Има визија, има план како сето тоа да се сработи и убеден сум дека за еден разумен временски период ќе се среди и оваа состојба. На криминалците им е местото во затвор. Она што се случува во затворите работа на истражните органи, кои треба да ги утврдат причините поради кои се случуваат овие работи, велат од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Додаваат дека и покрај заложбите на државата, меѓународни и домашни организации за подобрување на условите, недостатоци се уште постојат. Постојат голем број на системски и структурни проблеми кои постојат во пенитенцијарните установи. Например, се уште трае кризната состојба во која се наоѓа затворот Идризово и со тоа што армијата го чува надворешниот дел е само еден начин како на краток рок да се решат некои од проблемите што се сочуваат пенитенцијарните установи. Таа смета дека е потребно државата да вложи напори да се изнајдат системски начини и да се направат измени со кои на долг рок ќе се решат проблемите во овие установи. Ице Илиевски, професор по безбедност на Универзитет Свети Климент Охридски во Битола, смета дека најголем дел од осудените лица кои се во бегство ги злоупотребиле погодностите кои им ги дава законот, односно тоа е можноста за користење на отсуство во текот на годината. За да се избегнат вакви ситуации, треба највеќе да се внимава на процедурите и критериумите за донесување на одредено мислење од страна на Комисијата за погодности врз основа пред се на успешноста на програмата за ресоциализација и секако индивидуализацијата на казната затвор. А лицата кои избегале од затворите може да представуваат сериозна закана по безбедноста, но и тоа во одредени ситуации зависи од профилот на осуденото лице и од видот на кривичното дело за кое е осудено, вели Илиевски. И кога станува збор за одредени лица кои се осудени на тешки кривични дела, тие тука може секако или постои опасност повторно да продолжат со извршување на некои нови кривични дела или пак да се вратат во одредена криминална средина или криминална група каде што претходно припаѓале, но исто така постои опасност овие лица да се обидат, да се одмаздат на некои сведоци или жртви. Министерот Тошковски вели дека државата треба да им ги овозможи сите права кои ги дава законодавецот и на осудените лица, но и сите оние кои сториле кривични дела треба да се таму каде што им е местото. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.